Иако станува збор за локални избори, влогот е особено голем кај партиите на албанците. Клучната битка ќе се води во Скопски Чаир, каде што ќе се соочат подпредседателот на ДУИ Бујар Османи и првиот вице-премиерот Вреди Изет Меджити. Нивните пораки од првиот ден на кампањата ги има Маја Стојановска, во живо имаме на темава. Маја, коалицијата што ја предводи конкретно ДУИ на овие избори, ги издига некако на ниво на референдум, па да чуеме кои се очекувањата и на власта, но и на опозицијата во албанскиот блок? Така, Борче, како што кажа и ти, кај албанскиот политички блок, очекувањата се дека жестока изборна трка ќе има токму овде во Чаир, каде што во игра се така наречени политички тешкаши, како што нели ги оценува експертската јавност. Напомена и ти, веќе е познато дека до из општина Чаир го кандидираше Бујар Османи, додека Вреди настапува со Изет Меджити, актуелен вице-премиер, кој што кажа дека и министер за животна средина, кој што кажа дека е спремен да напушти нели оваа функција доколку ја усвои довербата на граѓаните. На денешниот старт на изборната кампања тие денеска ја презентираа својата визија за тоа како треба да изгледа општина Чаир. Османи најави долгогодишна програма Чаир 2040 година, која, како што рече, целта е овие реформи да продолжат да се чувствуваат нели и по завршетокот на неговиот мандат, а изборите тој ги нарече и повеќе од локални, бидејќи, како што кажа, тие ќе представуваат еден крстопат, односно граѓаните ќе изберат дали тие ќе продолжат нели да се соочуваат со горливите проблеми во општина Чаир или ќе одат напред, додека пак Меджити кажа дека граѓаните ќе бидат ослободени од како што рече стар корумпиран систем од политичка партија која што долги години ги држала граѓаните во неизвестност. Тој најави дека постојано ќе биде на терен и ќе разговара со граѓаните, бидејќи проблемите се решавале на терен, а не во канцеларии. И двајцата најавија, како што кажа, решавање на горливите проблеми со кои што се соочува општина Чаир. Тоа е проблемот со хаосот на сообраќајот, тесните улици за кои што најавија проширување, зголемување на паркинг просторот, нели решавање на оној проблем кој што беше актуелен со дивоградбите и со нечистотијата во општината, па тука предлагам да ги слушнеме. Луѓето ќе ви простат се. Газењето по достоинство нема да ви го простат. Влечењето за уши нема да му го простат никош. Обидот да се укине јазикот нема да го простат. Исфрлањето од институциите нема да го простат. И затоа вчера имаше народ. И тоа е само почетокот. Кога завршува приказната Македонија повторно твоја. Македонија е наша. На сите граѓани, на македонци, на албанци, на турци, на бошњаци, на роми, на власи и на сите други. Чаир не заслужува делегирани раководители кои спроведуваат туѓи политички агенди. Ова не е само кандидатура за градоначалник. Ова е почеток на една мисија за ослободување од еднопартискиот монопол. Мисијата за кршење на стариот, корумпиран систем на една партија, која ги држеше албанците и сите граѓани на Чаир во зависност, страф и неизвестност. Суштината на демократијата е промената, плурализмот, а не владењето на една партија која се поистоветува со државата. Време е на тој монопол конечно да му ставиме крај, а Чаир да биде предводник како и секогаш. Жестока политичка битка освен овде во Скопски Чаир се очекува и во Тетово, Гостивар и Струга, градови кои што нели албанските политички партии ги сметаат како клучни за извојување победа на претстојните локални избори. За крај овде би сакала да напоменам дека токму во овие општини двете најголеми политички партии немаат своји кандидати. Тоа би било се од овде. Студио.